Макети од објекти изградени по земјотресот во Скопје, фотографии и дел посветени на грчкиот архитект Константинос Доксијадис се само дел од она што може да го видат посетителите на Атинскиот музеј Бенаки, на изложбата посветена на постземјотресно Скопје што вчера беше свечено отворена. Во рамки на подпишаниот меморандум за соработка меѓу град Скопје и град Атина по иницијатива на архитекти од Македонија и Грција, грците до 17 февруари 2019 година ќе имаат можност да се запознаат како одново беше градена македонската престолнина по катастрофалниот земјотрес во 1963. Целиот проект е насловен Иднината како проект Доксијадис во Скопје. Во текот на следната година се очекува целиот проект од Атина да се пресели во Скопје и изложбата да биде представена и пред македонската јавност. Идејата на целиот тим била да го обединат на едно место знаењето за Скопје и постземјотресната обнова, но и да се започне културна и научна соработка, прва од ваков вид меѓу двата главни градови. Изложбата почнува со приказната за земјотресот, потоа е делот за учеството на Доксијадис во рамки на планирањето на градот Скопје, има многу мал сегмент што се однесува на Кензо и планот за центарот на Скопје. Потоа дел со архитектурата на постземјотресната обнова, која што е прикажана во архитектонски модели и преку факсимили од оригинални цртежи од различни проекти, па различни згради. Опфатени се над 20 згради, дел со макети, дел со цртежи и во еден мал сегмент е денешната слика на Скопје.